Нова година, кога се сведуваат сметките, знаете, сега ќе почнат пописи по продавници, ваму-таму, се прават нови планови, се носат нови одлуки. И еве да се задржиме малку кај одлуките, многу битни за нас, како христијани во нашиот живот. Првен ќе ви спомнам еден пример. Таткото му поставува прашање на синот, му вели вака, прашањето и до вас упатено. Си биле 3 жаби на еден лист и пловеле по реката. Едната жаба одлучила да скокне. Колку жаби останале на листот? Како? Така е. Жабата само одлучила да скокне, ама не скокнала, че останале сите 3 на листот. Да не бидеме ние со нашите одлуки во новата година вака како оваа жаба. Ке, знаете, имавме ке влада, односно имаме уште, ке биде, никој што не биде. Не смееме да бидеме такви. Еве да отвориме во Матеј 21 глава, онаа позната парабола со човекот кој што имал 2 сина. Од 28 стих читам во Матеј 21 глава. Но како ви се гледа, еден човек имаше 2 сина, па дојде при првиот и му рече: синко, оди и работи денес во лозјето. А тој одговори и рече: неќам. Најчест одговор што се слуша и од нас, може би, некојаш, која станува змрза одговорности. Но после се предомисли и отиде. Дојде при вториот и му рече исто така, а тој одговори и рече: одам, господаре, и не отиде. Кој од двајците исполни татковата волја? Многу лесно прашање, односно одговорот на прашање е лесен, и рекува првиот. Зошто? Затоа што првиот отишол, сепак ја исполнил волјата на таткото. Овој вториот како жабата, или? Ке одам, ке скокнам, или што ќе правам? Ке направам вака, ке направам така, оваа година, меѓутоа ништо од тоа. Совршен пример за ова би бил Исаија, знаете, кога вели Исаија: еве ме мене, испрати ме мене. За разлика од Мојсеј, Мојсеј вели: еве мене, ама испрати го друг некој, најди некој друг. Ние како црква сигурно имаме планови, еве, заборив тоа да го спомнам, но еве баш во контекст имавме некој план кој што ни беше изнесен за заедничка соработка и прв настан, оној Zoom состанок или проучување на онаа молитвена, не беше молитвена седмица, туку 10 дена молитва. Ако се сеќавате, кога имате планот, требаше од 5, меѓутоа е поместено од 10 до 20 ке трае. И брат Ѓурица баш ме замоли, ме подсети да се пријават лица и од нашата црква кои што би учествувале, односно кои што би воделе некој од тие денови, 10 дена, секој ден ќе има некој кој што ќе го води тоа проучување, така да ако подоцна, ако има некој кој од вас заинтересиран, може да се пријави па да му пренесам. Колку ние и какви ние одлуки ќе донесеме, зависи од нас самите. Вчера видовме дека за да ни биде срекна новата година, дали ќе ни биде срекна оваа нова година, како што нели вообичаено се посакува, повторно зависи од нас и од тоа како и на која страна ќе ја ставиме нашата волја. Среќа без Господа нема, тоа е факт, меѓутоа ние одлучуваме, наши се одлуките. Во Лука 13 глава имаме една друга парабола, 13 глава, 6 и 7 стих ќе читам. Нема да се задржиме на тоа што представуваат смоквата, господарот, лозарот и така натаму, односно ќе спомнеме, меѓутоа смоквата е Израел. Но
лично сакам да упатам порака до секого од нас во Лука 13 глава 6 и 7 стих. Ја кажа и оваа парабола. Некој имаше посадено смоква во своето лозие и дојде да побара плод на неа, но не најде. Тогаш му рече на лозарот: еве веќе 3 години доаѓам и барам плод на оваа смоква, но не ја наоѓам. А смоквата, знаете, разлистана, прекрасна, кој ќе ја погледнете. Зелени лисја, знаете какви. Смоквата како дрво наистина е убаво, вака привлично на гледање. И господарот доаѓа одблизу да истражи смоквата, за да провери, да најде плод. И вели овде 3-та година веќе доаѓа. Кај нас може би доаѓа 20 години, може би 25, може би 30. Сите ние сме со некој стаж, да кажам така. Наоѓа ли плод? Може ли да најде кај нас љубов, радост, мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кротост, самоконтрола? Знаете на што алудирам? Или тоа се само лисија? Или за нас Господарот не мора ни одблизу да доаѓа да не гледа, и оддалеку се познаваме какви сме? Какви ќе бидат времењата во последното време, што ни вели Светото писмо во 2 Тимотеево 3:1 до 5? Сосема спротивното од ова. Без плодови, плод на духот. Пред се овој стихови се упатени до нас христијаните. Не до светот, светот се знае какви се. Последните денови ќе настанат тешки времења, зошто? Затоа што луѓето ќе ги направат тешки. И затоа што ќе бидат саможиви, сребролюбци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, без природна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви, кои што имаат изглед на побожност, а се одрекле од силата. Колку години сме во црквата? И дали има промени кај нас? Колку години сме кај Господа, всушност? Затоа што 7 стих во Лука 13 глава, него дочитав до крај, Господарот вели 3 години доаѓам кај смоквата и не наоѓам плод, тогаш што преостанува? Пресечи ја. Зошто? Затоа што штети, ја испостува земјата. Значи е штетна дури за околината. Не само што не носи плод, туку е штетна и за околината. Но не е се така црно овде во оваа парабола. Реакцијата на Лозарот сега. Господарот е Господ, таткото, Отецот, но Лозарот е Исус, нашиот Спасител. Која е реакцијата него во 8 стих? 13 глава Лука. Но тој му одговори и рече, значи Лозарот му вели на Господарот, оној кој што се грижи за лозието, а внимавајте, тоа не го спомнавме, јутоа се подразбира, смоквата е насадена, значи не е само ник, како што велиме ние, не е сама никната, туку е специјално насадена на обработена почва, почва која што постојано се обработува. Посебна грижа има и не дава плод. Секој ден, можеби не секој ден, меѓутоа еве секоја сабота, петок, среда, така натаму, духовна храна и така натаму и така натаму. А да нема плод, навистина е жално ако е така. Дури вели и штети на околината. Но Лозарот има неверојатна реакција и вели, но тој му одговори и рече на Господарот, значи, Господаре, оставија уште оваа година. Оставија уште оваа година. Ние влегавме во нова година. Дали ќе биде уште оваа година, не знаеме. За никого од нас не се знае, ништо не знаеме дали ќе биде цела, но сепак Господ ни дава, така да кажеме, влеговме во нова година, уште една година, уште една нова година ни дава. Вели, доека да раскопам околу неја, да ја наđубрам, додатно ќе се погрижам. Додатно ќе се погрижам, ќе направам се што можам. Тоа е Лозарот, тоа е Исус. Се грижи за нас, не дозволува, не се откажува туку така лесно од нас.
ќе наđубрам, ќе окопам, ќе раскопам, па може би ќе роди. Ако пак не роди, ќе ја пресечеш во иднина. Интересно и ова, во иднина, не вели следната година, не во иднина. Лозарот веројатно следната година, ако е пак случајот така, ќе бара уште една година. Милост. Колку пати Лозарот во нашиот живот ни дал уште една година? Неверојатен. Лозарот е неверојатен. Не се откажува од нас. Ако се подсетиме на онаа иста слика, парабола, да кажам, слика која што му ја дава на Еремија во 18 глава, Господ, 18 глава од 1 до 4, каде што сега е представен со грнчар, Лозарот. Ова е словото што Господ му го упати на Еремија: стани и слези во грнчаровата куќа, таму ќе ти ги објавам своите зборови. Значи, слези таму, ќе видиш сликовито и ќе знаеш што сакам да ти порачам. И така слегов во грнчаровата куќа, токму грнчарот, нели, работеше на грнчарско колце. Значи, правил некаков сад. И штом ќе се расипеше во грнчаровата рака садот, што би го направил од глина, тој што? Се откажуваше, го фрлаше? Не. Пак правеше од неа друг. Се доека што? Не направи сад како што ќе му се свидеше на грнчарот да направи. А знаете дека грнчарот сака да направи ремек дело од нас. Да не подготви за вечноста. И видите колку е упорен, колку се грижи околу секого од нас. Не се откажува. Иако имаме посебни услови, навистина мораме да признаеме. Ако разговарате со некого од светот, ма не знае човече ништо, значи ни Библија, ни ништо. Се што прави во животот е поврзано со некоја традиција, суеверие и така натаму. А ние се знаеме. Ајде се не, никој не знае се, ама во однос на него, во споредба со него, навистина знаеме многу. И имаме посебни услови, имаме дар во тоа што имаме Библијата, постојано проучуваме, предавање имаме стално, случувања и така натаму. Сега имаме и на интернет се и се што. Секакви проповеди. Имаме дар во дарот, духот на пророштвото. Навистина прекрасни материјали. Се е тоа за нас. Но што ќе направиме ние од оваа година, која што Господ ни ја дава во својата милост, тоа пак зависи од нас. Дали ќе види плод кај нас. А толку многу сака. Еве, како да донесеме плод, повторно преку една парабола, е сега пак тука лозата е Исус, а Лозарот е таткото, а ние сме што? Прачките на лозата. Каде беше таа парабола? Слика. Прекрасна слика. Во Јован 15 глава. Од први стих читам: а јас сум вистинската лоза и мојот татко е Лозарот. Тој ја отстранува секоја прачка на мене што не дава плод. Како и смоквата. Еве уште една година, еве уште една година, еве уште една година, на крајот и сечија и фрлија, не дава плод. Без корисна е. А ја чисти секоја што дава плод, вториот стих го читам, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради Словото, вие кое ви го зборував. Останете во мене како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе ако не остане на лозата, така ни вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ни една одлука, ни еден план не можеме да го исполниме без Господа. Во духовна сфера пред се зборувам, па и онака. Затоа што јасно вели, без мене не можете да направите ништо, а плод ќе дадете ако сте вие во мене и јас во вас. Таа една интимна заедница која што не е повремена, туку Елен Вајд вели дека тоа не е минлива врска, туку таа е постојана, непречена врска. Бидејќи прачката, ако се оддели од лозата, што се случува? Се суши, нема живот во неа.
како што вели самиот Јован, ако го имате Христа, ако го имате Синот, имате живот. Ако го немате, немате живот. Во всушност е една убава слика како да се избави лаодикеецот од својата лаодикејска состојба. Ако вие сте во Христа и Христос во вас, тоа значи дека сте му отвориле. Не е веќе надвор да чука на вратата. Вие не сте во лаодикејската состојба, ви сте го примиле. Тој живее во вас, како што вели Павле, јас веќе не живеам, туку Христос. Понатаму, 6 стих, ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која е исушена, ги собираат, ги фрлат во оган и ги горат. Знаете како убаво горат лозанките, прачки, ние ги викаме лозанки, не знам како викате ви. Колку убаво горат, колку се добри за подпал. Суви онака исушени. Ако останете во мене, ако моите зборови останат во вас, еве на кој начин ќе останеме во Христа, ако моите зборови, моето слово остане во вас, барете што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. На овој начин ќе дадеме плод и ќе го прославиме како што треба нашиот татко. Се надам дека така ќе биде во оваа 2022. Вчера прочитавме дел, но еве ќе прочитам сега малку подолг дел од Псалм 1 до 3 стих. Исто опис на тоа како да бидеме плодоносни. Псалм 1 од 1 до 3. Блажен е човекот. Вчера зборувавме, читавме неколку стиха, немавме толку време, со оглед на обемната програма и многуте песни. Блажен е човекот, среќен е човекот. За него оваа година ќе биде среќна нова година. За кој човек? Кој што не оди по советот на нечестните, не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите, туку што прави? Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе. Сака да ја твори Божјата волја, тоа му е целта. И тоа е како дрво засадено покрај водни потоци, што донесува плод во свое време. Неговите лисија никогаш не венеат, се што прави во се успева. Еве, како да бидеме плодоносни. Како да бидеме плодоносни и како годината да ни биде среќна нова година. Вчера прочитав, меѓутоа сега пак сакам да ги прочитам оние цитати од вчера. Кои се најсрекните луѓе? Не само што ќе биде среќна новата година, туку ќе биде најсрекна. Оние за кои Бог е прв, последен и најдобар во се најсрекните луѓе во светот. Друг цитат. Најсрекни луѓе на светот се оние кои веруваат во Исуса и со задоволство ги извршуваат неговите наредби. Тоа е тоа, кога си во Христа и Христос во тебе. Инаку ќе ти биде, се ќе ти биде присила, се ќе ти биде тешко. Оние кои го љубат Бога и неговата вистина треба да се најсрекните луѓе во светот. Ќе прочитам малку повеќе, има време, дел од стикови кои што и вчера сакав да ги читам. Еве го Исус Навин, пак еден осум, неизбежен. Книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста, размислувај за него дење и ноќе, за да пазиш верно се што е напишено во него. Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите. Значи, она што си го донел како одлука, ќе се исполни, плановите ќе ги исполниш. Сето она што си го испланирал и ќе биде среќен само тогаш кога ќе пазиш се што е верно напишано во книжниот свиток на законот. Блажен е оној чие беззаконие е простено и чие гревови се покриени, 32 псалм. Секако без тоа не би можеле да имаме таа заедница со Исуса. Ако имаме грев кој што не ни е простен. Блажен е оној човек чија надеж е во Господа. Псалм 44. Блажен е оној човек кој се бои од Господи и кој ужива во неговите заповеди. Псалм 112:1. Блажен е секој кој што се бои од Господа, кој оди по неговите патеки. 128 псалм, 1 стих. 144 псалм, 15 стих. Блажен е оној народ кој го има тоа. Блажен е оној народ кому Господ е Бог. Откровение 16:15 во контекст на времето во кое што живееме.
Господ Исус ќе дојде како крадец во ноќта. И може ли да се случи да дојде на 1. јануари на полноќ? Како што кажа вчера, затоа што може да се случи да се најдеме во некој лудило. Може да се случи. Ете, идам како крадец, блажен е оној кој бдее и ги пази своите облеки, за да не оди гол и да не се гледа неговиот срам. И на крајот да го прочитам целиот оној коментар за стихот кој што е за 1. јануари, меѓутоа од книгата Мојот живот денес, беше некој стих, него ни забележав од пословици, како и да е, текстот ми е битен од коментарот на Елен Вајт. Уште една нова година ги отвара своите чисти и неиспишани страници пред тебе. Нов почеток, 1. јануари. Патем речено овде може да послужи еден многу добар принцип кој што за да бидеме плодоносни, за да одиме напред, жалам што не го запишав овој стих, меѓутоа мислам дека беше во Филипјаните, ама не сум сигурен, кај што Павле вели: јас заборавам на она што е зад мене и одам напред кон целта. Заборавете на неуспесите, заборавете можеби на оние одлуки кои што сте ги донеле, а не сте ги спровеле, како онаа жаба. Заборавете на тоа, трчете напред, гледајте на Исуса. Тоа е исто многу битен принцип, да заборавиме на неуспесите, но, пак еден друг цитат од Елен Вајт ни вели, дека треба да се сеќаваме на искуствата со Господа, за да не се плашиме од иднината. Тоа е исто добар принцип. Но еве да го прочитам цитатот. Уште една нова година ги отвара своите чисти и неиспишани страници пред тебе. Ангелот записничар стои спремен да запишува. Од патот по кој што ќе тргнеш во иднината и од твоите секојдневни постапки зависи што ќе биде запишано. Во деновите кои што се пред тебе, својот живот можеш да го направиш добар или лош. И воглавно од тебе зависи дали годината во која што туку влеговме ќе биде за тебе срекна нова година. До тебе да ја направиш навистина срекна и за себе, но и за оние кои што те обкружуваат. Нека трпението, долгото поднесување, добрината и љубовта станат составен дел на твоето битие. Значи, плодот на духот. Тогаш се што правиш и на она на кое денес му се посветуваш ќе биде чисто и убаво, а извештајот за твоето животно искуство ќе биде добар. Божите ангели се спремни да ти го покажат патот што води во живот. Одлучи сега, на почетокот на уште една нова година, дека ќе го избереш патот на правдата, дека ќе бидеш сериозен и искрен и дека животот со тебе нема да се покаже како грешка. Оди напред под водството на небесните ангели, биди храбар, биди предпазлив, нека твојот жижок свети во добри дела, за да можат и за тебе да бидат изречени вдъхновените зборови. Ви напишав, млади, зашто сте силни и зашто Божјото Слово пребива во вас и зашто го победивте лукавиот. Ако Божјото Слово пребива во нас, тогаш Исус е во нас. Ако потполно му се предадеш на Христа, ќе ти бидат укажани сите права и предности во домот на Отецот, како на член на Божјото семејство. Сите богатства на Божјата љубов и добрина и на овој и на оној свет што ќе дојде, ти се ставени на дофат. Службата и заштитата на Божите ангели, дарот на Светиот Дух и залагањето на неговите слуги, се е и за тебе наменето. Се имаме на дофат. Светот, со сето она што може да го даде во животот, доколку тоа може да ти послужи на добро, е твое. Дури и непријателството на безбожниците, дисциплинирајќи те за на небо, на крајот ќе се покаже како благослов. Ако сме Христови, се е поради нас. Дури и ако хулат, и ако се против нас, еве како што започнавме ова тромесечие со пулката, заради Христа, и тоа ќе биде за наше добро, ќе не дисциплинира, што вели овде, и на крајот ќе се покаже како благослов. Се е за нас, целото небо,
Господ чека цело небо да ни даде благослови, но се зависи од нас да донесеме одлуки и да ги спроведеме со тоа што ќе му ја предадеме Божјата волја на Господа, да се што ќе правиме, да правиме на Негова слава и прослава, затоа што без Господа нити ќе ни тргне годината, нити ќе ни тече како што треба, нити ќе бидеме срекни, нити ќе бидеме благословени. Затоа да се држиме до Господа. Нека му е слава нему за се. Амин. Боже и Господе, Ти благодариме што беше со нас во текот на минатата 2021. Влеговме во нова година и не знаеме што не очекува оваа година. Навистина зад нас се 2 години кои што луѓето со задоволство ги испратија и ќе заборават и ние ќе ги заборавиме во смисол на сето на зло што се случува на овој свет. Но ќе се сеќаваме на успесите, ќе се сеќаваме на искуствата, затоа што Ти си не поучил да се сеќаваме како си не водил во минатото, за да не станеме малодушни, да не се исплашиме, да не се измориме од она што не чека, затоа што можеби се уште има долг пат пред нас. Ние не знаеме. Можеби времето е кратко, но патот е долг во смисол на тоа што имаме уште многу што да направиме во нашите животи, за да донесеме плод. Ти благодариме, Господи, што ни даваш уште една година на милост. Ти благодариме што уште еднаш се подсетивме колку си милостив, колку си добар, колку лозарот, нашиот Господ Исус Христос, се грижи околу нас. Прави се што е потребно, како и во Исаија 5 глава за лозето, исто и тамо има слична слика. Се прави и се направил за нас. И навистина е штета да не донесеме плод, да не го примеме духот и плодот на духот. Но те молиме, Господи, предавајќи Ти ги сите наши слабости и мани, затоа што навистина сме слаби и не можеме ништо без Тебе. Убаво си кажал во Јован 15 глава. Без Христа не можеме ништо, а преку Христа кој ни дава сила можеме се. Тоа мора да го сватиме. Тоа е едноставен животен принцип. Прачката мора да биде на лозата споена, да ги прима сите тие сокови, сета таа храна, да биде тоа постојана, константна врска, интимна, тесна заедница, за да може да донесе плод. Тоа Ти си го ветил, не само да донесеме плод, туку и донесувајќи плод да Те прославиме достојно на како што заслужуваш, прикажувајќи пред светот колку си голем и каков си всушност преку нашите животи и тие да го запознаат, да Те запознаат и Тебе, да го запознаат и Христа и тој величествен карактер, за да можат и тие да дојдат и да се спасат. Те молиме, Господи, да нашите животи навистина бидат достојни во ова 2022 и достојно да Те прославиме. Да ни дадеш уште многу души и оние кои што можеби заминале, отишле од нашите редови, да се вратат. И Те молиме за болните пред се и повторно го спомнуваме брат Крсте во оваа прилика и Те молиме за неговото здравје. Стави рака Ти над него, крени го, дигни го од постела и еден ден многу скоро повторно да се видиме и со него и со целото негово семејство и заедно да го дочекаме Христовото доаѓање и вечноста да ја поминеме заедно. И со него и со неговото семејство, со сите наши ближни, со сите оние кои што и починаа. Знаеме и не имаме надеж, надежта е во Тебе, Господе. Исус воскресна и ја победи смртта и повторно ќе дојде и при неговото доаѓање ќе станат сите кои што лежат во гробовите. За да сите заедно се радуваме на оној ден и на вечноста што потоа следи. Води не во остатокот на овој свет саботен ден и во оваа нова година, а за се ќе Ти бидеме и сме Ти неизмерно благодарни во Христово име. Амин.